Црковна историја се пишува во Истанбул. Архиепископот Охридски македонски господин Стефан за прв пат служеше патриаршиска и синодална света литургија на македонски јазик. Тој сослужуваше заедно со Вселенскиот патриарх Вартоломеј во црквата Свети Ѓорги Победоносец во древниот Фанар, Истанбул. Да ги издигнеме нагоре. Над 600 верници од Македонија отидоа во Истанбул специјално за заедничката литургија, откако во четвртокот патриархот Вартоломеј на архиепископот Стефан му го предаде патриаршискиот и синодален акт на Вселенската патриаршија за примање на Охридската архиепископија во канонско единство со другите православни цркви. Посвечената литургија, архиепископот господин Стефан му порача на патриархот Вартоломеј да не ги заборави верниците од Македонија, да и помогне на нашата црква да расте, бидејќи кај него се надлежностите и правата за доделување автокефалност. Ние сме патриоти, како што се и сите наши соседни народи, ја љубиме и земјата каде што сме родени и живееме, и народот од кој сме и меѓу кој живееме. Но ги љубиме и нашите соседи, ги љубиме и соседните архиереи од вашиот престол во Северна Грција. Чекаме со љубов и нетрпение да ги сретнеме лице в лице, да ги прегрнеме, да сослужуваме со нив. Ова некогаш беше еден сон, но денес е реалност, а вие сте ангелот чувар на таа реалност. Вселенскиот патриарх Вартоломеј пак во својата беседа на грчки јазик по завршување на литургијата порача дека овој чин треба да се разбере како доказ за големината на дарот на мајката црква кон македонскиот народ, но и за одговорноста која нашата црква ја има влегувајќи во сеправославниот свет. Веруваме дека овој настан значи потполно разбирање од ваша страна за големината на дарот на мајката црква кон вашиот народ, но и за одговорноста која понесувате влегувајќи од денес во православниот свет, огнеосветлени од благодатта на Утешителот, го молиме, го умолуваме и просиме од живототворниот свет дух, обновителот и сесилниот, сладкиот и кој ги лекува раните, кој ги надополнува човечките недостатоци, кој ги испитува нашите срца, да ве утврди во вистината, да ве умножи во верата, да ве умудрува во борбата за црквата, та и ние, вашиот заеднички отец и застапник, првиот и последниот помеѓу епископите на Источната света Христова црква, да можеме духовно да се радуваме за вас и за вашите дела, та во нив да се прослави се честното и великолепно име на Отецот и Синот и Светиот Дух, постојано сега и секогаш и во вечни векови. На литургијата присуствува и владина делегација предводена од премиерот Димитар Ковачевски. Предавањето на патриаршискиот и синодален акт за отстранување на неколку децениската шизма не значи давање томо за толку посакуваната автокефалност на нашата црква. Представува исклучиво објава дека таа повеќе не е во раскол со севкупната православна црква и дека може да се организираат заеднички богослужби со другите помесни цркви. Минатата недела митрополитот Дебрско-Кичевски Тимотеј истакна дека процесот за утврдување конечен статус почна на 4 јуни, кога српскиот патриарх Порфири му го врачи документот на архиепископот Стефан, со кој се потврдува препораката на СПЦ за стекнување автокефалност на МПЦ-ОА. По ова, Грчката православна црква го призна канонскиот статус на нашата црква. Истото треба да го сторат и другите православни цркви, па дури потоа Вселенскиот патриарх треба да издаде томос кој ќе го потпише тој или пак заедно со епископот од Србија.